Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот, 17:19, тука сме некаде секој ден, во овие 5 минути меѓу 17:15, 17:20 започнуваме со ново издание на Што мисли народот. Овој четврток наш гостин ќе биде човек од највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, човек кој што беше претходно во претходната сезона наш гостин, повеќе како председател на Комисијата за транспорт во состав на СДСМ. Овој пат и во таа функција, но и како член на извршниот одбор, во пресред на изборите во декември, кои што се доближуваат практично уште месец и половина некаде. Ќе има време да говориме и за нештата кои што се кандидатски листи, изборни и слично, но овој пат со нашиот гостин ќе разговараме за тоа што СДСМ работи, што ќе понуди во периодот кој што доаѓа. Наш и ваш гостин, господинот Благој Бочварски, председател на Комисијата за транспорт во СДСМ, но и член на извршниот одбор. Господине Бочварски, добре дојдовте во нашето студио. Благодарам за времето што го издвојувате со оглед на тоа дека според мене како да започна кампањата, иако официјално не е започната по изборниот календар. Добро вечер. Благодарам за поканата да бидам гостин во вашата телевизија, во емисијата Што мисли народот, па и овде на домашен терен во Штип, пред Штипјани и пред цела Источна Македонија да ги презентираме нашите мерки, решенија и политичките прашања кои што се јавуваат во изминатиот период, да одговориме на сите нив. Интересни се констелациите во последните денови. Јас споменав листи за кандидати. Тоа ќе го има секогаш, некаде, мислам дека Заев објави до 6 ноември дека ќе бидат објавени листите. Таа борба е позната. Меѓутоа, во моментов мислам дека многу повеќе вредно за коментар е она што генерално се случува на политичката сцена со тоа кој со кого, дали некој ќе коалицира, каде ќе отиде ВМРО Народна и слично. Каква е позицијата на СДСМ во овој поглед, бидејќи веројатно не е неважно, иако одредени своји постојани гласачи си има, но не е небитно каде ќе отидат другите партии. Па вака, најпрви за во делот на партиската ситуација во моментот, така. Сакам да информирам дека Социјалдемократскиот сојуз, како што вие напоменавте, на 6 ноември ќе има конгрес на кој што ќе ги избере своите кандидати за пратеници, луѓето со кои што ќе ја извојува победата на 11 декември. Значи јас погрешив, реков ќе ги објави, значи ќе ги избере. Ќе ги избере, да. Таква е процедурата во партијата. Значи најпред местните одбори, општинските организации, од секоја општинска организација на партијата одржа опсежни големи состаноци со целото членство каде што беа предлагани кандидати за пратеници од сите градови и сите општини од Република Македонија. Сите листи, таа постапка до сега е завршена, сите листи се во Скопје, во централата, каде што таму веќе се прават анализи, анкети, сондажи, јавно мислење се испитуваат и се во наредниот период ќе се почнат полека да се носат одлуките, меѓутоа клучната и главната одлука ќе се донесе ја носи извршниот одбор на партијата, па потоа централниот одбор и на крајот конгресот, што практично целото тоа ќе се случува во истиот ден на 6 ноември оваа година. Така, ќе се вратиме на вториот дел од прашањето. На вториот дел од прашањето, ја следиме ситуацијата во десниот блок, иако ние како партија на конгрес исто така неодамна кој што се одржа, донесовме одлука како партија после една обемна, голема дискусија да Социјалдемократскиот сојуз учествува на овие избори заедно со лево ориентираните партии, партиите што се како центар профилирани. Даваме подршка на секоја партија која што е опозиционо настроена во овој период во кој што веќе нема повеќе делби на тоа наши и ваши, леви и десни, меѓутоа ги оставаме и ги поттикнуваме. Секој оној кој што е овде спремен да се бори против оваа диктатура, против овој режим, кој што 10 години ја пустоши Република Македонија, за нас е добре дојден. Ние даваме подршка, меѓутоа тоа не е во наш домен, тие како десен блок да се организираат, да се обединат или на кој да било начин да профункционираат, доколку се опозиционо настроени, за нас тоа е добар сигнал и тие очекуваме така и да делуваат, бидејќи ВМРО Народна партија и Обединети за Македонија и во овој момент се опозициони партии, не се партии кои што се во власта заедно со ВМРО ДПМН, меѓутоа тоа сепак на крајот е нивна работа и нивна одлука. Ние ја следиме ситуацијата, меѓутоа не планираме да се мешаме во внатре-партиските работи и договарање на десниот блок. Така, секојдневно сте во разговори со граѓаните ги имаме и овде, еве го и првиот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер.
Поздрав до водитело, поздрав до гостинот Владко Бочварски, председателот на Комисијата за транспорт и връзки при Социјалдемократскиот сојуз. Другар Бочварски, знаеме дека патот Штип Миладиновци е 226 милиони евра. Испаѓа дека е 5 милиона евра километар пат. Охрид Кичево исто 5 милиона километар. 5 милиона евра километар пат. Околу таа цифра малку да продискутирате. Тоа е мој предлог и сега вие како социјалдемократ, како председател на Комисијата за транспорт и връзки, патот Штип Кочани, дали ќе се прави во вашата програма исто како што го правеа патот Штип Велес, само го проширија, а толку пари, волку пари потрошивме и ниедна кривина не е ублажена дека што имаше црни точки, дека се случуваа најголемите сообраќајни несреќи. И другата дестинација патот Штип Радовиш. Исто така слепо црево, поготово Пилавтепе. Дали во програмата е тоа опфатено во вашиот ресор? До слушање. Благодарам пријатно, веднаш од вашиот ресор практично. Да, благодарам на прашањето на гледачот. Најпрво би искоментирал сумите на чинење по километар на патиштата во Република Македонија, што се релативно високи, или за Република Македонија, за услови на Република Македонија, многу високи. Во делот на изградба на патишта, влијание при тоа колка ќе биде цената, има најмногу теренот, по каков терен се гради патот, меѓутоа има влијание и колку е работната рака во таа држава на градежните работници, градежните оперативи, колкави се цените на материјалите кои што се вградуваат при изградба на патишта и така натаму и така натаму. Јас би направил една паралела споредба со, еве, например, најблиску ни Република Бугарија, каде што направија автопат Тракија, се нарекува автопатот во Бугарија, кој што изнесува од 1,9 до 2,1 милиони евра по километар. По релативно сличен терен како што е Штип Миладиновци. Штип Миладиновци е 5 милиони евра по километар, а додека Кичево Охрид е уште поскап, околу 7,5 милиони евра по километар. Сите три автопатишта кои што во моментот се градат, а се градат со двата автопати со кредити од земени од Кинеска банка, се 7 милиони евра по километар. Што е премногу за нас и јас имам сомнеш да бидам да верувам дека ова не се вистинските цени и дека овие цени се премногу високи, бидејќи и во разговорите вистината за Македонија слушнавме како се договараат провизии во вредност од 25 милиони евра приближно, со проценти тоа беше така искажено, дали 5 или 3% е доволно да се земе провизија за тие да се земат кредити од тие банки. Така што тука имаме право да имаме сомнеш заради тоа што се случува при изградбата на овие патишта. Ние како Социјалдемократски сојуз и како една влада ќе направиме детални истражувања на се она што е склучено како договор во изминатиот период, бидејќи тоа мораме и го должиме на граѓаните на Република Македонија и мораме да го направиме. Што се однесува до останатите два патни правци, ние ги имаме во програмата. Кон-Кочани и кон Радовиш. Кон-Кочани и кон Радовиш, тие се предвидени како експресни патишта во овој момент и така се испроектирани, така се земени кредити од европски средства преку Европската банка и ние како власт ќе ги разгледаме исто така договорите, ќе ги разгледаме и кои се опциите, бидејќи има неколку опции, доколку е најпрвен протокот на сообраќај, колкав е, треба да се види дали има доволен проток на сообраќај, дали би бил исплатлив тој автопат. Од друга страна, дали има земјоделски површини обработливи во околу автопатот, бидејќи ако се направи автопат, зафаќа поголема земјоделска површина околу патот. Тоа би биле дополнителни загуби. Меѓутоа, сите анализи ќе ги земеме во предвид, за да на крај, бидејќи па од друга страна имаме доколку се приближно исти цените, сумите на чинење. Имаше и такви сознанија кај нас во Социјалдемократскиот сојуз,
ако се приближни сумите на чине, ќе разгледаме која е другата опција. За сега е предвиден експресен пат, како што е од Кадрифаково до Велес, со 2 ленти и 2 од страните лево и десно за застанување. Исто така и од Штип до Радовиш е така предвиден. Ние во програмата го ветуваме Штип Радовиш како експресен пат. Исто така, меѓутоа со можност да прерасне во автопатско решение. Зависно од тоа колкав ќе биде протокот и потребите на граѓаните на Република Македонија. Така, уште едно прашање ќе имам јас во врска со ово ново текот на емисијата, предност имаат гледачите. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до водитело и гостино. Благодарам, поздрав до вас. Да му ја разрешам дилемата на гостино сега. Само малку погласно ми одрежи да разбереме, добро? Автопат, а ние сме давале 5 милиона евра. Па ние даваме 5 милиона евра, оти ние имаме пари, они немат пари. Значи ние сме богата држава. Тоа е што се тиче автопатите и патиштата. Него јас сакам друго да го прашам, нешто што ме засега мене и сите останати што не се у таа така наречена администрација. А тоа е дека ја 20 години работам, а викенд не сум видел. 20 години работам, а празник не сум видел. 10 години работам, а одмор не сум видел. Овие 25 години на власт беа и патриотите и предавниците. Едино што се они грижија е тоа администрацијата. И сега јас не можам да отидам во администрацијата, па ме интересира дали остануват ми уште 20 години за работа. Дали ја у наредните 20 години у оваа држава ќе можам да видам празник, викенд, одмор, или ќе треба да отидам како некои мои другари или пријатели ваму таму по Словенија или Германија и кај нас Великден или таму не знам како, од таму ги пратат, вика тоа е ваш празник, па они си дојдат на празник од туѓа држава, дојдат да прославуваат у нашата држава. А ја како тука, оваа наша држава, така наречена, јас немам право на празник. Тоа е една работа што ме интересира. Тоа е правото имам ли можност да видам наредни 20 години да не. И втората работа е од чисто, пошто Гостино е у членството на СДС у раководните структури, ме интересира која е логиката, например, ние што рамбаме од себе да отидеш на работа, не знаеш прочок кога ќе си доеш од 3 или 4 или 5 сато, имаме толку мала ниска стапка за пензија, нели таму ваму, а овие од администрацијата отидат како на прошетка и после они зимале поголема плата и на крајо имат за пензионерски денови многу поголема пензија у однос на нас. Ја не се бунам зашо некој менеджер у некоја приватна компанија ќе зема поголема плата од мене. Пензија. Меѓутоа, тие за кои што ние рмбаме, каде не станеме, а не знаеме поручок кога ќе си дојдеме, дали сме конфекција, градежни работници, дали сме продавачки, не е битно. Не сме у таа администрација. Која е логиката на крај за пензионерските денови, знае се што ти треба. Да си го преонедеш пензионерския ден. Слични се и двете прашања. Леко натаму и готово. И зашо сега јас вчера дознаа факт дека ја колку и да работам, дека минималната плата ќе ми биде 8500 динара пензија. Толку е така. Така. Добро, ви благодарам. Слични се двете прашања. Ајде, одиме со коментар практично. Законот за работни односи, колку се почитуваат и ова второ околу пензиите, зошто некои имат пониски пензии многу. Во Република Македонија, така е, во Република Македонија многу често и во многу области има закони, меѓутоа законите нема кој да ги почитува или некој не сака да ги почитува. Така што по промената на власта ние се заложуваме како политичка партија и тоа не само како политичка партија, тоа го зборуваме секојдневно и со граѓаните. Направивме коалиција со граѓаните, со граѓанските здруженија, со сите опозициони партии и разговараме секојдневно со граѓаните. Оваа програма која што пишувавме повеќе од 2 години веќе, собираме мислење, идеи и врз база на
нашите анализи врз база на дополнителни странски мислења и консултации направивме сериозна програма која што ќе биде во интерес на граѓаните. Затоа во делот на прашањето на гледачот, минималната плата денеска, најпрво ми почнал пошто така заврши гледачот, минималната плата денеска е 8.000 и 9.000 денари во Република Македонија. Ние се заложуваме во првите 6 месеци од мандатот, односно нашиот дел од програмата кој што се нарекува 180 степени. Тоа се првите 180 дена, велиме дека за 180 степени ќе свртиме целосно ситуацијата во Република Македонија и народот ќе почувствува што значи промена на власт, како нови идеи, со нови луѓе можеме да тргнеме напред, да им помогнеме на граѓаните. Уште во првите 6 месеци минималната плата ќе изнесува 12.000 денари за сите. Меѓутоа и тоа ќе се почитува, бидејќи контролите на терен ќе бидат огромни. Не смее никој работодавач тоа да не го почитува, и затоа се заложуваме кога сум кај платата, тоа не е доволно да биде 12.000 денари платата, до крајот на мандатот, за 4 години платата да изнесува 16.000 денари, минималната плата, а средната просечна плата да биде 30.000 денари или 500 евра. Ние сме убедени дека со 500 евра или двајца членови во фамилијата кои што имаат по 500 евра плата, можат да живеат како средна класа. Со 1000 евра може да се одржува едно семејство во Република Македонија. И затоа ќе тежнееме кон тоа. Како ќе го направиме тоа? Тоа не е се само флоскули или кажани зборови, има многу да образложиме во овој дел. Тоа ќе го направиме најпрвен со враќање на парите кон граѓаните и кон компаниите. Преку повраток на ДДВ. Секој граѓанин со секој купен производ ќе може да си поврати 15% од ДДВ-то. Што значи, на крајот од годината ќе има уште една, би рекол 13-та плата граѓанинот во својата фамилија. Од друга страна, ќе пуштиме пари не само кон спомениците и само кон фасадите. Министерство за транспорт и врски денеска гради фасади и надградба на објектот кој чини досега 5,7 милиони евра. Тие таквите суми на пари, на чинење на фрлени по објекти, по камен, по бетон, ќе ги запреме и 300 до 400 милиони евра кои што имаме анализи годишно се одат во корупција, во непродуктивни трошоци, во камења, во мермери, во бронза, ќе ги запреме и сите пари ќе ги враќаме кон компаниите. Ќе им помагаме на компаниите да може да дадат повисоки плати. Еве конкретно за гледачот, платата, на пример, секој оној кој што ќе вработи човек до 50 години и ќе му даде 15.000 денари месечна плата, државата на месечно ниво ќе му даде уште 9.000 денари за да платата на граѓанинот биде 24.000 денари или над просекот во овој момент во Република Македонија на месечно ниво. Така цела година државата 9.000 денари месечно ќе субвенционирање за еден вработен во компанијата. Доколку вработи 10 луѓе кои што се под 50 години, за 10 луѓе по 9.000 денари месечно, меѓутоа тие пари ќе стигнуваат директно на сметката на вработениот, на работникот, со услов да го задржи уште една година потоа на работа. Или за над 50 години таа мерка би била истата и би траела година и пол за да се вработи граѓанин кој што има над 50 години. И уште многу други такви примери кои што не се измислени од нас, туку се од земени од европските земји. Еве Германија го прави тоа, бидејќи таму има некои години кај што има висок раст на економијата, некаде стагнира, меѓутоа кога стагнира државата веднаш субвенционира и ги помага домашните компании за да практично народот, граѓаните живеат подобро, да земаат повисоки плати. Така што нашата цел на крајот од мандатот е да имаме 30.000 денари просечна плата и 16.000 денари минимална плата. Така, и се вратиме до моменти околу работничките права и некој моје прашање, но тоа веднаш по првиот блок на реклами. Знаете ли дека аронијата го намалува ризикот од заболување од канцер? Природна и здрава, набрана и сушена во падините на Берово. Агромакс. Едноставно природно. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите.
Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. И после 25 години, се уште најдобри. Автошкола Зелен сигнал. Единствената автошкола во Штип која оспособува кандидати за возачи од сите категории. А, А1, Б, С, С+Е и Д. Најдобри инструктори, најсовремена опрема и возила и огромно искуство. Ние создаваме возачи. Автошкола Зелен сигнал. ПСС секогаш актуелен и во чекор со вашите барања. Воведовме постапка за утврдување на сопственички статус, легализација на трактори и тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори, автоприколки, приколки за домување, приколки за чамци од категорија О1 и О2, како и моторцикли и мопеди. Секогаш во чекор. ПСС. ТД Маркет, пријател на вашиот дом. Докажано најефтини во центарот на градот. Макаруни паста ди Кампо 19 динари. Овошен сок со 50% овошје верде 26 динари. Бисквити Петит Кекс 750 грама 45 динари. Крем Баш 800 грама 95 динари. Какао крем банана 2 динари. ТД Маркет, каде цените се екстремно ниски. Кибела, најдоброто од мајката земја. Ресторан Амор Кочани во соработка со модното студио Црнокрак организира избор за Мис на Македонија 2016 во петок на 28 со почеток во 21 часот. Ве забавуваат група Феникс и Викторија Бенд. Цената на влезницата е 300 денари со 200 денари конзумација. Информации и резервации на телефон 033 279 900 и 077 660 835. Ресторан Амор Кочани. Посетете ме, Мебел, Јумис. Нека есенските лисија крцкаат под вашите нови чивли од Марвел. Зачекорете удобно во новата сезона есен-зима и станете член на големата Марвел фамилија на задоволни клиенти. Сите лојални Марвел потрошувачи ги очекува подарок – картичка за попуст во Марвел. Повелете и први пробајте есенската Марвел колекција. Количините се ограничени. Марвел. Се враќаме назад и веднаш со гледач, нема време за моите прашања, но нека ги има вашите, не е проблем, нашиот гостин е тука за одговор на вашите прашања. Добро вечер. Алло. Добро вечер. Добро вечер, Тони. Повелете. Добро вечер. Поздрав до гостино. Поздрав и до вас. Преска е пратил на емисијата и тоа гостино ќе го кажува, значи, и програмата на СДС. Значи, тоа е добро ке. Ама тоа, значи, да се направи така како ќе се обеќе на граѓаните. Значи, првото што е за минималната плата толку како што кажува он, со теко на времето дека минималната плата ќе се покачи до 16 евро динара и постепено и до 30, значи, тоа е добро за
работников. Толку имаме да кажем, поздрав до гостино и пријатно. Благодарам, многу пријатно. Пред да преминеме, значи дека добро би било така. Пред да преминеме на оној дел со работничките права што планира овде почитување на законот на разработни односи СДСМ, коментираат луѓето кои ги слушаат овие бројки. Велат дали се тоа реални ветувања или само предизборни, бидејќи ако е тоа можно, зошто не би го направил ВМРО ДПМН во моментот, затоа што ќе освои многу поени? ВМРО ДПМН тоа не го прави, или еве 10 години е веќе на власт, затоа што не сака да направи нешто за граѓаните. Тие владеат со морков и со стап, народски кажано, и кога народот е сиромашен, тие се силна моќна власт. Ако народот нема пари, ако народот се плаши да размислува со своја глава, ако имаме слаб бизнис сектор кој што нема да може да вработува, ако имаме странски инвестиции само кои што влегуваат, им се помага само на нив, исклучително на нив, со огромни суми на субвенции за да дојдат да отворат работни места и да не плаќаат придониси за тие вработени, туку придониси да плаќа државата во нивно име, тогаш државата е силна, народот е сиромашен и тие можат да владеат слободно. Ние сакаме целосно спротивна да ја свртиме топката од другата страна. Значи, нема среќна држава со сиромашен народ. Парите кои што ги собира државата преку даноци кај себе, преку буџетот, треба да ги враќа назад кон граѓаните. Клучната мерка, клучната цел е тоа, парите како да ги дистрибуираме брзо да стигнат назад кон граѓаните. Не да градиме споменици кои што во овој момент не ни се неопходни. На никому не му се потребни, они очекуваат дека од спомениците ќе ни дошле туристи, па ќе оставиле многу пари во Македонија. Тоа се чисти глупости. Парите мораме да ги вратиме кон граѓаните, да му дозволиме, да му помогнеме и на бизнис секторот да им дава повисоки плати и ќе го условиме да дава повисоки плати со помошта од државата. Меѓутоа и да се почитуваат и работните односи на граѓаните и затоа ветуваме само за бизнис секторот, за домашниот бизнис сектор, поддршка од 140 милиони евра, а таа поддршка сега годишно е 200.000 евра. Значи 200.000 евра на 70.000 компании, мали и средни предпријатија во Македонија. Тоа е жално. А само на една компанија, странски инвеститор, се дават по 17, по 20 милиони евра да дојде да инвестира во Република Македонија. Но како ќе ги натерете да ги почитуваат правата на работниците, сабота да не работат, да имаат одмор толку колку што треба, да немаат пари на трансакцијска и во плик и слично. Затоа велам, целосна контрола ќе воспоставиме со засилени инспекцијски надзорни служби практично на инспекциите. Нема да може некој да биде заштитен, а некој да не биде заштитен. Секој мора да одговара пред овој закон, меѓутоа пред се нашиот поглед. Нашиот поглед е само единствено кон граѓанот на Република Македонија. Без разлика дали се работи за припадник на една или на друга политичка партија. Граѓаните мора да бидат на прво место во иднина, бидејќи ни се иселија луѓето. Луѓето, бидејќи е лоша ситуацијата, ни ја напуштија државата. 626.000 граѓани ја напуштија Република Македонија, што значи дека во овој момент, ако сме биле на пописот пред 20 на години 2.100.000, сега сме не повеќе од 1.500.000. Значи на стопанството повелете помош и субвенции за инвестиции, ама почитувајте и правата на работниците. Така, ќе мора да ги почитуваме. Доколку тоа е и одговор на нашиот гледаш. Новиот гледаш го имаме. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да ви поздравам вас и вашиот гостин. Ја давам целата поддршка за Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да прашам, оние млади лица кои моментално останаа во Република Македонија, знаеме дека голем дел од младите ја напуштија нашата Македонија и замина во западноевропските земји поради лошите политики на ВМРО ДПМН. Што Социјалдемократскиот сојуз нуди за младите, кои мерки ме интересираат, па ако може вашиот гостин да одговори на моето прашање. Благодарам. Благодарам, пријатно. Јас ново би се надоврзал, само ќе кажете што веројатно младите се дел од тоа што го нудат политичките партии. Имаме 10 на 15 години, нели, подмладок на политичките партии, организација на млади и слично дојде ли ред младите да бидат повеќе присутни во повисоките структури, а воопшто младите во држава што може да очекуваат, бидејќи реков сите се обидуваат да се доближат до младите, на нив останува светот, нели? Да, затоа и најголем дел, односно голем дел од програмата ни е во делот на млади, а најголем дел во делот на економијата, бидејќи економијата ги тангира и младите, и старите, и пензионерите, и сите. Така што преку 70% од програмата е насочена кон економијата.
Во делот на млади предвидуваме неколку интересни мерки кои што веруваме дека ќе ги задржат младите овде. Пред се и овие претходно кои што ги кажав значат дека покачување на платите ќе значат останување на младите дома. Меѓутоа имаме проект Гаранција за млади, што значи дека веднаш по завршувањето на образованието на младиот човек ќе му се дадат неколку шанси, односно можности. Едната е да продолжи да се образува, втората е пракса, да му понудиме пракса или тренинг, и третата е понуда за вработување. Така што веднаш на 4 месеци после завршувањето на неговото образование младиот човек ќе знае дали ќе работи веднаш, дали сам ќе одбере, дали ќе сака да се дообразува, ќе му се понудат неколку можности, што значи дека нема да го оставиме да седи дома, бидејќи младиот човек кога ќе остане неколку месеци дома, веднаш размислува како да напушти државата, бидејќи се работи за млади, интелигентни луѓе кои што имаат можност да просперираат и по Европа и веднаш ќе гледаат шансата таму. Меѓутоа, нема, како што кажав, среќна држава кога народот, кога младите ни ја напуштаат државата, и затоа имаме многу и други сериозни мерки, например во делот на неповратни грантови од 10.000 евра на 320 бизнис идеи на млади луѓе, што значи 10.000 евра неповратни средства ќе добијат на годишно ниво, кои што ќе можат да отпочнат бизнис и таму ќе имаат помош во однос на канцелариски материјал, канцеларии, простори бесплатни, служби технички бесплатни, кои што државата ќе ги овозможи за да може младиот човек да отпочне сопствен бизнис. Ќе има повеќе мерки, меѓутоа и преку економијата, преку економскиот дел од програмата ќе ги задржуваме младите дома и веруваме дека доколку почнеме да гледаме како се враќаат младите од светот, верувајте, сакаат да се вратат дома. Меѓутоа нема да се вратат доколку им кажеме дека има 10-12.000 плата, 12.000 денари плата за електроинженер или за машински инженер. А такви по огласите ги пишува. Значи сме сретнувале такви огласи. Бараме машински инженер, 12.000 денари плата. Значи срамота е тоа што се случува во овој момент во Република Македонија. Кремот или финансиите, најголемиот дел финансиски средства ги носат овие странски компании назад во своите држави, а нас не искористуваат работната сила. Практично тоа беше и главниот адут на Никола Груевски, на поранешниот премиер, кој што кажуваше дека се фали по светот, дека ние сме економски рај со најевтина работна сила во светот или во Европа. Сосема кратка пауза, мала дигресија да се потсетиме за што говориме и се враќаме пред вториот блок на рекламе уште едно прашање. Гледате Што мисли народот. Гостин Благој Бочварски, член на извршниот одбор на СДСМ. Ја споменавте администрацијата. Во Македонија политичките партии последните години стана пракса и еден од големите адути е вработувањето во администрацијата, желба на секој да влезе во администрација, и тоа е најсигурниот начин за да се живее добро во Македонија. Тоа е оној принцип на вработување што е можно повеќе, опаќање на поголем број од семејства по еден брат да има во администрација, да ги имате како гласачко тело. Ако работите одат така како што бараат странците, веројатно тој принцип ќе треба да се напушти во иднина. Дали тоа ќе биде хендикеп за политичките партии во иднина за да освојуваат гласови? Политичките партии доколку работат како што треба, нема да се плашат за своите изборни циклуси, за победите или за поразите. Доколку работат како што треба, нема воопшто да се секираат и да се плашат дали ќе ги загубат или добијат изборите. Меѓутоа оваа власт вработи многу во државните администрации, во државните служби, и токму таа е причината да се има гласачкото тело под контрола, меѓутоа тоа не е она одлучувачкото. Граѓаните сепак размислуваат со своја глава, и тие граѓани кои што се вработени, некои можеби се симпатизери на едната, на политичката партија која што е на власт, некои можеби се симпатизери на опозицијата. Ние инсистираме, не може да запре, мораме да бидеме на чисто, не може да запре вработувањето во администрацијата, бидејќи тоа е постојан континуиран процес. Има луѓе кои што одат во пензија, треба да се вработат нови, да не ни старее администрацијата или државните институции. Имаме големи државни предпријатија се уште кои што стареат, се вработуваат млади, но кадри кои што не сакаат да учат и да научат работата за таму каде што сте вработени. Ние ова ќе го промениме пред се со тоа што го говорев пред малку, зголемување на средствата, односно на платите во приватниот сектор. Кога ќе му ние дозволиме и кога ќе му овозможиме на граѓанинот
да се вработи во било која домашна компанија, а каде што платата ќе биде 24-25.000 денари, просечната плата за почеток и до крајот на мандатот да дојде до 30.000 денари, верувајте, никој нема да се плаши за тоа каде ќе се вработи. И ќе бараат да се вработуваат таму, бидејќи платите сепак ќе бидат повисоки во приватниот сектор отколку во државната администрација. Благодарам на одговорот. Режија, втор блок на реклами, после кој се враќаме во последните 10 минути од нашата емисија. Неделна акција во Зендолино. Чоколада Милка Тук 36 денари. Тортици Долче Вита 29 денари. Виолета Пелени Економик 499 денари. Виолета Тоалет 24 во 1 139 денари и екстра викенд намаление на омекнува Цилан Софт за само 135 денари. Зендолино, мислат на вас. Сакате 3 желби? Но гастрономски. Повелете во рибниот ресторан Златна рибка на нова гастрономска авантура. Топол амбиент, гостопримливи домаќини и неодоливи јадења. Повелете на рибни специјалитети, но и традиционални јадења и вкусна скара. Сакате уште 3 нови желби? Тогаш повелете во рибниот ресторан Златна рибка. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Направете промена во изборот на напивката со 100% чисто какао Кибела. Кибела, подарок од најдоброто од мајката земја. Најниски цени во маркетите на Кидго. Детски јорган 155 денари. Кисело млеко шипка 2+1 гратис 45 денари. Кравио сирење Георгиеви 155 денари. Специјал шунка Мин Рефус 159 денари. Кулен златиборац 189 денари. Сок Кокта 3+1 гратис 133 денари. Брев Power Active Duo 109 денари. Цените важат само со Кидго клуб картичка. Маркети Кидго. Универзитетска филмска недела. Недела на германски филм во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од 31 октомври до 4 ноември. Најновите германски филмови сега и во Штип, а влезот е бесплатен. Информирај се на ugd.edu.mk и на live.ugd.edu.mk. Од идеја до реализација со Градител Штип. Проектирање, изведба, продажба на секаков вид градежни материјали, обука за млади, но и возрастни, издавање на лиценци за зидари и фасадери, признаени низ цел свет, најсовремен склад со цемент, блокови, фасадерски материјали, граѓа, железо, како и лимови и профили. Достава до самото место на градба. Градете и изградете со Градител. Добре дојдовте. Најголемиот, најснабдениот и најефтиниот хипермаркет во градот ве очекува. Елкос. Единствен од ваков вид, на површина од 5000 метри квадратни и 150 паркинг места. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовскиот Градежен факултет, која воедно е зголеми стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина на ставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме.
Вака сега, не чекајте да пукне лето, па после не сме ви кажале. Правец во Интерсолар, ем ки си се бањате џабе, ем субвенции ки си земете. Исто, ама не е исто. Со парите што ќе ги заштедите, повторно одите во Интерсолар и си купувате блиндер врата, и тоа во најразличен дизајн, боја и современ квалитет. Интерсолар ви нуди целосна подршка, продажба, сервис и монтажа. Башка и купувате на рати со попусти. Заштедете и заштитете се. Интерсолар. Продажни салони во Кочани наспроти градскиот парк и Сењак 3 во Штип. И оваа недела неверојатно ниски цени во Туш. Печено пиле во маринада 189 денари. Сет земичка интегрално и печено 2+1 гратис 32 денари. Шампон Сајос и регенератор за коса Сајос по 169 денари за парче. Битолски јогурт 1,5 литар 79 денари. Закупен втор производ 50% поевтино или само 39 денари за парче. Кисела павлака Идеал шипка 22 денари. Закупен втор производ 50% поевтино или само 11 денари за парче. Пилешка виршла води од 500 грама 86 денари. Закупен втор производ 50% поевтино или само 43 денари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Еве назад, во последните 10 минути, јас би се вратил сега, имавме интересни прашања, меѓутоа би се вратил на оно што е ваш ресор на некој начин. Ми избега една мисла кога говоревме и прашањето кога беше за патиштата. Рековте дека ќе се провери што се работело, како се работело. Меѓутоа, значи ли тоа дека можеби СДСМ дали би го напуштил концептот на правење нови патишта еве кон Кочани? Ги имате ли во програмата, ги имавте ли и како ќе се однесува СДСМ во поглед на таа инфраструктура? Бидејќи факт е дека сите се согласуваат оти настрана чинењето и дали има проневера или не, автопатот е потребен и патиштата кон Кочани и Радовиш се потребни. Социјалдемократскиот сојуз апсолутно обстојува на ставот, не поради тоа што ВМРО ДПМН во 9-та година или 8-та година почна да гради два автопатишта, односно 3 делници, туку затоа што од првата година која е на власти ВМРО ДПМН, меѓутоа и претходно која беше Социјалдемократскиот сојуз, се залагавме за изграда на патишта. И извештаите на Светска банка покажуваат дека во овој момент Република Македонија е на најниско можно ниво во делот на патната инфраструктура, да не зборувам за железничката инфраструктура која што е уште полоша, во делот на во целиот регион, така што е нотирано дека Македонија пред неколку години, односно пред 10 години беше на врвот во регионот по квалитетни патишта, односно одржани патишта. Денеска е на самото дно. И еве јас би покажал пред нашите гледачи каква е состојбата во делот на одржувањето на патиштата во овој момент во Република Македонија со околните земји, што значи дека колку е Романија, еве малку подалечна земја од нас, меѓутоа Србија, Босна и Херцеговина, па и Косово пред нас во вложување за одржување на патишта во регионот. Македонија со само 3300 евра по километар е последна во регионот. Косово е пред нас. Се однесува на одржување, така? Се однесува на одржување. Социјалдемократскиот сојуз целосно ќе продолжи со изградба и ќе забрза изградбата на овие автопатски делници, ќе започне изградбата и на Штип Кочани, и на Штип Радовиш, и уште многу делници Битола до Охрид, кој што е само на еден дел се реконструира, Скопје Блаце, каде што имаме голема стокова размена, Струмица до границата со Бугарија, која што исто така имаме релативно оптеретен патен правец, од Куманово до Крива Паланка, тоа е дел од коридорот 8 и така натаму. Еве јас би сакал во делот на како функционира денеска Министерство за транспорт и врски да покажем уште неколку документи во кои што јавното претпријатие Македонија пат бара од владата, од стокови резерви 400.000 литри евро дизел гориво и 400.000 литри екстра лесно гориво. Еве го барањето во кое што владата го одбива, ја одбива Македонија пат, што значи ова барање се одбива. Негативно е мислењето по доставата на барањето. Тоа значи дека и лани и полани кои имавме релативно мали врнежи од снег, Македонија пат не можеше да си ги завршува своите активности, а еве денеска исто така се однесува на одржување, зимското одржување дека бараат нафта за нивните потреби и владата не ми одобрува. Таква е ситуацијата
Еве уште еден документ за македонски железници, кој што покажува дека македонски железници е должна како државно предпријатие на МЕПСУ и ЕЛЕМ 8,7 милиони евра за електрична енергија. Тоа е ВМРО ДПМН во овие изминати години како владее во Република Македонија. Во делот на железничката инфраструктура зборуваат дека градат пругата кон Бугарија. Од пругата кон Бугарија сакам да информирам јавноста дека е изградено само 5%. 10 години се на власт. Значи, првата делница од Куманово до Белјаковце, бидејќи таа пруга е поделена на 3 делници, Куманово Белјаковце, Белјаковце Крива Паланка и Крива Паланка граница со Република Бугарија. Само на првата делница се започнати активностите и се доцни целосно, истечено е времето за изградба на првата делница, а таа е изградена со само 20%. Меѓутоа, од вкупната траса, од трите делници, тоа е само 5% реализација. А ги слушаме 4-5 години назад како ни зборуваат се гради таа пруга дека ќе биде ставена во функција. ВМРО ДПМН лаже кога се работи за инфраструктура. Во делот на пругата Битола Кременица, исто така, Битола до граница со Република Грција, почна проектот со пари од ИПА фондовите од Европска унија, имаме застој, веќе не се гради, изведувачот се повлече од трасата, имаме средства кои што подизведувачите ги бараат, не им се наплатени и тие се повлекоа од трасата, прават целосен срам на Република Македонија со повлечени европски средства за реализација. Значи Европа ти дава пари и ти вика еве реализирај го. Овие имаат некаков интерес веројатно, можеби и корупција, не можам да тврдам, меѓутоа веројатно има и некаква корупција таму и сега целосно е застаната работата. Затоа лани Европската унија ни повлече 100 милиони евра за инфраструктура поради можности за корупција во Република Македонија. Тоа сака да ве прашам, некаде прочитав, не сум сигурен дали е точно, дека Република Македонија изгубила европски пари кои што би се однесувале, бидејќи сме коридор низ кој што треба да минува од Србија па долу кон Грција, автопатот да го направиме со тие пари, нешто сме сгрешиле па сме ги изгубиле тие пари, па оди по некоја друга рута ќе оди сето. Дали Албанија, дали Бугарија, не сум сигурен. Значи, паневропски коридори се кои што се пропишени во Европската унија, влегува и коридорот 10 од Куманово, од Табановце до Гевгелија. Тоа е коридор 10 и коридор 8 од западната граница Струга до преку Кичево, Гостивар Тетово, преку Скопје обиколницата се до Крива Паланка и Бугарија. Тоа е коридорот 8. А на коридорот 8 немаме никаква активност, а на коридорот 10 моментално се гради од Демиркапија до Смоквица автопатот и таму има ИПА фондовите имаат вложено средства за изградба на тој дел, бидејќи е важен коридор, меѓутоа во изминатите години тој коридор веќе полека се напушта и Европска унија многу потешко одобрува средства за тој коридор, бидејќи гледа дека од оваа влада немаше интерес за изградба на овие патишта, гледа дека нема интерес за вложување во одржување, бидејќи тие постојано те следат. Ако ги одржуваш патиштата, ќе ти дадат средства. Од друга страна, Бугарија за тоа време коридорот 4 поминува паралелно со нашата граница, од Софија Благоевград до Грција, веќе гради коридор кој што доколку го направи пред нас, тој веќе е и во некаква предност, можеби Македонија ќе биде целосно заобиколена и ќе остане слепо црево на Балканскиот полуостров. И затоа јас велам дека се доцни со изградбата на патиштата во регионот. Во делот на Демиркапија Смоквица, исто така, Европската унија откри проневера и отвори веќе истрага преку нејзината внатрешна структура на Европската унија, отвори истрага за тоа да провери дали и како се проневериле средства, бидејќи имаше таква афера преку аферата Актор. Се истражува тој случај и доколку се увиде дека таму имало проневера и кражба на средства, во тој случај Македонија ќе помине многу лошо, а еве и лани загубивме преку 100 милиони евра, а не бевме ставени во плановите за наредните неколку години да можеме да добиваме европски средства, грантови, велам грантови, неповратни средства кои што ти ги даваат за да изградиш инфраструктура. Тоа е најголемото предавство кое што го прави ВМРО ДПМН на оваа држава во овие 10 години. На крајот сме на емисијата, само да ве прашам нешто што е вон од ова со инфраструктурата, односно со транспортот. Граѓаните веќе не знаат и новинарите на кои анкети да веруваат. Еве најнова анкета, Фактор Плюс Адрија вели
ВМРО-ДПМН има рейтинг од 28,1%, кај граѓаните Социјалдемократскиот сојуз 23,9%, неопределени 22,1%, разлика од 4,2%. Ако погледнеме на Павел Шатев, веројатно таму ќе биде дека е 15% предност за ВМРО-ДПМН, мислам дека последната така некако беше. На кој да му веруваат граѓаните? Правите ли внатрешни анкети кои што покажуваат некои податоци кои што би биле реални? Јас лично, а и партијата, не веруваме во тие анкети и бидејќи имаме зошто да не веруваме во анкетите на Павел Шатов и така натаму, бидејќи се има испоставено во претходните години, кога во тие анкети ВМРО-ДПМН е водел со 3:1. Тоа значи дека на изборите од 2011 требаше СДСМ да има, например, 200.000 гласа, а ВМРО-ДПМН да има 600.000 гласа. Меѓутоа на тие избори се покажа дека СДСМ со целата корупција и криминал кој што е истурени државни средства, заплашување, притисоци, победи со 1,14:1. Немаше ништо, ни 3:1, ни 2:1, ни 1,5:1. Така што тие се анкети не за да го народот да го види јавното мислење, туку да го креираат јавното мислење преку тие анкети. Ние имаме внатре-партиски анкети кои што покажуваат целосно и сигурно водство на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата. Меѓутоа, јас не се многу загрижувам околу анкетите едни или други, знам дека СДСМ е во водство заедно со опозицијата. И знам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе победи на овие избори, затоа што работиме и ќе работиме во интерес на граѓани, затоа што ја чувствуваме поддршката, бидејќи секојдневно сме на терен, бидејќи сите граѓани живеат лошо, живеат тешко, се иселуваат младите од дома и сите граѓани ни ветуваат дека поддршката овој пат ќе биде на Социјалдемократскиот сојуз. Техничката влада е овде да ја спречи корупцијата и криминалот и заплашувањата на изборниот ден, меѓутоа и во изборната кампања. И затоа целосно сме убедени дека на фери демократски избори СДСМ ќе го прегази ВМРО-ДПМН како никогаш досега. И затоа граѓани треба да бидат убедени без страф да излезат и да го дајат својот глас, бидејќи позади параванот се сами и никој не може да го види тоа што тие за кого гласале. Така што да не се плашат и доколку има некакви закани притисоци да пријават на надлежните институции и во Министерство за внатрешни работи и во Министерство за администрација и така натаму и така натаму. Јас имам впечаток дека и пред двете партии големи политички опции едно е прашањето кој ќе победи на изборите, меѓутоа друго е прашањето што после. Нели сте соочени со такво прашање? Што потоа? И ВМРО-ДПМН се вие мисля да се наверуваме. Така е, ние целосно сме насочени на тоа веќе што потоа. Многу време наназад ја правиме програмата и ги правиме сите анализи како и од каде се почне. Затоа направивме два дела извадоци од програмата, би рекол анекси на програмата. Едниот е 180 степени, што го кажав, што би веднаш реализирале за 180 дена, што е она што е реално изводливо за 180 дена и што е она кое што ќе им помогне веднаш на граѓаните. Имаме втор дел, кој што значи 24 месеци, 24 во кој што кажуваме што ќе направи Социјалдемократскиот сојуз заедно со сегашната опозиција во првите 24 месеци од мандатот. Имаме многу сериозна анализа, сериозни програми, како тоа веднаш да почне со реализација таа програма и јас сум убеден дека веднаш после промената на власта во првите 6 месеци граѓаните ќе почувствуваат како се ослободија од притисокот, како се враќаат парите назад кон граѓаните, како граѓаните чувствуваат и правда и слобода и подобар живот, повисоки плати, права кои што ги уживаат и на работното место, меѓутоа и надвор од работното место, така што имаме огромен сет на мерки и затоа сум убеден, бидејќи со многу желба, со многу енергија влеговме во овој процес, уште од пред 2 години кога започна проектот Вистината за Македонија, за да докажеме како всушност владее ВМРО-ДПМН, за да денеска покажеме пред граѓаните како ние би владеели дека сме 180 степени спротивно од она што владее ВМРО-ДПМН во денешниот до денеска во овие 10 години. Прво изборите, односно да видиме, нели да не се случат некои промени, да не се дојде до прашање изборите, макар што ми се чини дека од трите овди најблиску сме досега до избори. Благодарам многу за вашето гостување и на одговорите на прашањата. Тоа беше Благој Бочварски, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Говоревме и во делот во кој што тој е како претседател на комисијата за
транспорт и врски во СДСМ. Слушнавте што тоа ќе го понуди СДСМ на гласачите во предизборниот период. Има време до изборите, ќе имаме уште можности да се слушаме, да разговараме, да следиме што се случува. За денеска толку. Утре со ново издание, веднаш по првите вести, со нова тема, сигурно интересна и актуелна за сите вас.